Добар ден на сите почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Паралелно со справувањето со здравствената криза и мерките кои што ги носи нашата влада, интензивно се работи на реализација на капиталните инвестиции. Она што исклучително за нас битно е заради нивната реализација се со цел да го амортизираме ударот од кризата која што дојде со пандемијата. Јас и пред неколку дена заедно со директорот на јавно предпријатие за државни патишта од владата имавме пресконференција и информиравме што се случуваше во првиот квартал. Сакам одма да ги отфрлам оние надписи сите кои што веќе дека во моментот има слаба реализација на капиталните инвестиции, ако толку ги интересира и покрај кризата во Министерството за транспорт и врски има и поголема за првиот квартал реализација и од ланската година. Меѓутоа како и да е, тврдам и тоа ќе се случи дека и во Министерството за транспорт и врски и во јавното предпријатие за државни патишта, значи реализацијата на капиталните инвестиции ќе биде не исто онолку високо, исклучително високо ниво колку што беше ланската година, значи некаде над 85-6%. Сакам да информирам дека денес сме тука заедно со директорот Китанов и началникот Ботварски на увид на патот Штип-Кочани, делница Штип-Крупиште, кој што е исклучително важен за комплетно за сиот овој регион. Од она што ме информира изследувачите и надзорите, гледаме дека динамиката е доста сериозна, така да очекувам дека согласно роковите кои што некаде јуни-јули да биде комплетно од она што и директорот го спомна, да биде во целосно завршен и ова делница практично Штип до Крупиште да биде целосно завршена. Паралелно продолжува исто така изградбата на делот од Крупиште до Кочани. Паралелно на овие активности, дополнително ќе бидете информирани, се работи на голем број на патишта, некаде околу 150 км, планирани се некаде 80 км да отпочнат во мај, паралелно постапки се прават. Исто така Министерството за транспорт и врски моментот работи на повеќе од 20 проекти во делот на водовод и канализација. Исклучително сум задоволен како оди таа динамика. 30 на проекти претходно завршивме, очекуваме следни 10 на 15 да бидат во мај и во јуни месец објавени, се со цел да она ниско ниво на инвестиции кое што во годините наназад го имаше на делот на водовод и канализација биде зголемен. Тоа и се случува во овие години. Имаме исто така интензивно силна динамика и на голем дел на градоначалници во државата во делот на водовод и канализација, така да очекувам да и тоа продолжи интензивно. Делот на гасификацијата одлично оди, како што кажав, очекуваме оваа година да биде целосно завршен кракот од Неготино, Кавадарци, Прилеп до Битола, исто така делот од Скопје до преку Тетово до Гостивар, паралелно да отпочнат исто така другите проекти кои што се врзани во делот на државниот гасовод, а тоа е делот на Кичево Гостивар и делот кај Свети Николе. Така да сакам да информирам дека целосно имаме силна динамика, апсолутно стојам за она што сме го кажале, бидејќи навистина во изминатиот период, посебно ланската година, со таа динамика на високо ниво доста ги крадаме капиталните инвестиции, покрај кризата која што се случува во моментот и покрај што секогаш првиот квартал е најслаб во делот на градежништвото, бидејќи заради временските услови и така натаму предавањата сезона во голема мера не функционира. Од она што го гледаме од април месец наваму со оваа динамика, со овие проекти, со оние тендери кои што треба да се објават, очекувам навистина дека во овој следен период, истекот на оваа година, ќе имаме уште една успешна градежна сезона. Сликата позади мене ги демантира сите тие широчи на лажни вести дека капиталните инвестиции ќе се намалиле, ќе пропаднеле, нема да се правеле. Значи, ниту еден пат што е започнат, дали е рехабилитација, дали е реконструкција, мост, слечиште или изградба на нов пат, од минатата година сите во континуитет продолжија да се работат и овој експресен пат од Штип до Крупиште ќе биде првиот голем пат пуштен оваа година, треба да биде завршен некаде крајот на јуни. Со тоа многу ќе се олесни на делот од Источна Македонија да може да има директна врска со побезбеден и посигурен пат. Исто така континуирано се работи и останатиот дел што е од Крупиште до Кочани. Но повторувам, овој ќе биде пуштен во некаде крајот на јуни месец, почеток на јули месец. Од почетокот, тој е започнат април 2017 година, но е започнат без завршени експроприации, без решение за водоводните инсталации кои што се за наводнување на ова поле и без третирање на косините. Значи се правеа нови препроектирања, се завршија експроприациите 100% и работата си оди со темпото како што треба да биде. Значи, ово е еден од доказите дека никаде нема застој и нема да има застој.
Во меѓувреме се завршуваат сите рехабилитации во државата што се започнати од есента 2019 година, а во меѓувреме течат веќе преку 6-7 тендери за нови рехабилитации во должина од преку 100 километри. До крајот на мај месец ќе бидат објавени уште 15 рехабилитации и реконструкции во цела држава. Исто така и рехабилитациите одат на мостовите и снечиштата, сите што се појавени на патиштата. Знам дека ве интересира кога веќе сме во оваа регија, бидејќи делот на Мелешевијата комплетно од 2019 го решивме и целосно е рехабилитиран. Делот што се работи од Крупиште до Пробиштип, и исто така, тој му е рок за завршување до септември месец. Зошто? Затоа што 50 години не бил чепнат, беше уништен не асфалтот, него целата подлога на тој пат. Веќе е во завршна фаза и тој се прават напори крајот на јуни, почетокот на јули да биде завршен.